225 милиони евра тежат над 800 проекти кои што владата ги одобри на локалната самоуправа, односно општините. Ова е втор повик за општините со пари од унгарскиот заем и ребалансот на буџетот да реализираат проекти од локално значење и интерес кои не може да ги спроведат со сопствени средства. На вториот повик од инструментот за капитални инвестиции се одзвале сите општини. Доставени се 887 апликации, а одобрени се 828. Најмногу одобрени проекти има доставено Битола, вкупно 65, а 5 општини имаат одобрено само по еден проект. На општините ќе им бидат исплатени вкупно 13,8 милиарди денари за реализација на одобрените проекти. Најголем дел од проектите, дури 589, се во областа на транспортот, каде ќе се вложат над 8 милиарди и 105 милиони денари или 132 милиони евра. Во областа на животната средина ќе се инвестираат над 2,4 милиарди денари преку 143 проекти за почиста вода, канализацијски мрежи, упрување со отпад, нови паркови. Во образованието со 48 проекти вложуваме 1,6 милиарди денари за нови училишта, обновени училници, градинки. На првиот повик беа одобрени 288 проекти. Заклучно со 1 јули 281 проекти со склучен договор, 146 се изведуваат на терен, 113 се целосно завршени, 25 се во завршна фаза, а за 6 тече тендерската постапка. Но реализацијата на овие проекти е околу 800 милиони денари или 13 милиони евра. Според министерот за локална самоуправа Златко Перински станува збор за помали проекти и затоа реализацијата во финансиски аспект е ниска. Она што е битно да се напомене во овој момент е дека досега најголем дел од оние помали проекти се завршени, додека оние погабаритните се уште се во тек. Во моментот процентот на реализација, на финансиска реализација изнесува некаде околу 20%, но тоа е така заради тоа што се уште се во тек на градба оние големи и погабаритни проекти кои што и практично го сочинуваат и најголемиот квантум од средствата кои што се ставени на располагање при првиот јавен повик, така да ја навистина очекувам дека до крајот на годината ќе имаме многу зголемена финансиска реализација од овие средства. Локалните избори кои ќе се одржат во октомври нема да ги стопираат јавните набавки и проектите од првиот повик ќе продолжат да се работат бидејќи се веќе предвидени во годишниот план за работа и во буџетите на општините.